Ви испраќаме топол поздрав од Градската библиотека Браќа Миладиновци во Скопје. Имено токму во оваа библиотека во текот на утрешниот ден во 19 часот ќе има промоција токму на оваа збирка која што ја држам во рацете. Станува збор за збирката на раскази Приказничар од авторот Жарко Којунџински. Имено може да се напомени дека истиот автор е добитник на наградата Стале Попов. Во продолжение ќе слушаме нешто повеќе за самата збирка, за промоцијата која што следува во текот на утрешниот ден, но и какво е чувството да се добие наградата Стале Попов. Да му посакаме добро утро. Добро утро и на вас. На самиот почеток, која беше главната инспирација за да ја напишете оваа збирка раскази? Па, кога пишува човек роман, можеби да има една инспирација, бидејќи обично една приказна која што се развива нели од почеток до крај, бидејќи станува збор за различни приказни, различни раскази, како што кажува и насловот Приказничар, собирани се од подолг период, речиси 20-25 години, бидејќи книгата беше објавена токму поради тој еден мал јубилеј што пред една година го означив, тоа се 25 години пишување раскази. И така што ги собрав од различни периоди, некои се пишувани кога сум бил малце помлад и полуд, некои периоди кога сум бил посмирен, така да некои се пишувани еве сега кога водам некој семен живот, кога се занимавам со некои други работи како издаваштво. И секој расказ повеќето инспирации, како што вие рековте, или мали приказни кои што ги собирам од стварност, обично ги пишувам во еден подолг вака еден файл и после кога ќе дојде времето и кој најдам простор и време нели да се занимавам со конкретно дело, со конкретна книга, одлучувам кој од тие микроприказни што сум ги собрал од својот живот или од туѓите животи, од нешто што сум го слушнал, ќе се решам низ таа книжевна или писателска лабораторија, се претвори во нешто поголемо, го селектирам и се обидувам одново да го напишам во времето кога ќе решам нели книгата да се појави пред читателите. Видите, овие раскази се имено собирани од дури 25 години. Дали може би има некој расказ кој што ви е најдраг од одреден период од животот? Па, многу е тешко тоа писател сам за себе да го каже. Сум го слушнала ова многу пати. Да, сигурно е она баш општа фраза која што сите ја кажуваат, ама еве ќе бидам да не биде општо место и одговорот, односно би кажал дека најинтересни за мене лично се овие последниве раскази, пишувани последниве 2-3 години, кои што се многу кратки по форма, се така наречени микро раскази, обично се не подолги од една страничка и навистина за мене беше огромен предизвик да нешто што е еден расказ треба да го каже на 5 или на 10 страници, треба истиот впечаток кај читателот да го побуди нешто што е напишано само во неколку реда, така што како автор секогаш сум си задавал некакви предизвици, ќе објавам роман, потоа ќе речам ајде се да пробам со поезија, ќе објавам поезија, после ајде нешто друго, така што тој предизвик што си го зададов беше да нели се обидам со некоја да стеснам формата на расказот од 10-15 страници на 2-3, по можност дури на една страна, половина или само неколку реда, колку е тоа успешно, се надевам дека читателите треба подобро тоа да го оценат. Веруваме дека ќе го оценат и на самата промоција и во текот на идниот период. Пред самиот крај имаме уште минута време пред крај. Кратко, какво е чувството да се добија наградата Стале Попов? Па, наградата Стале Попов ја доделува Друштвото на писатели на Македонија, најстаријата асоциација на писатели во нашата држава. Ја доделува навистина една респектибилна комисија составена од мои колеги. Нормално едно е читателите кои ќе дадат мислено, друго кога е колегите, така што и обврзува и прави задоволство на душата и така ја доживеав оваа награда од една страна како чест, а од друга страна како мерак на душа. Ви благодарам за одвоеното време. Фала и ги поканувам сите на настанот утре. Се разбира дека и ние ги покануваме сите на промоцијата на збирката на раскази Приказничар, која што се одржува утре во Градската библиотека Браќа Миладиновци во 19 часот.